Собравме податоци од 60 студенти кои се пријавија, 60 до 70 студенти кои се пријавија дека немаат уреди за следење на наставата и започнавме процес кај што бараме од различни инстанции, од приватен сектор, од институциите да обезбедат уреди за овие студенти. За жал, се уште не сме обезбедили уреди за студентите кои ги немаат и би сакал да апелирам дали приватен сектор, дали институциите да се вклучат, да помогнат и на овие студенти за кои имаме собрано податоци да им дадат уреди на користење. Се разбира, тие уреди подоцна кога ќе заврши семестарот, студентите би ги вратиле назад од каде што ги добили. Најмали проблеми имаше кај предметите кај кои што предавањата, односно пред се вежбите, се држат на компјутер. Поголем проблем беше да се транзиција да се направи кај предметите кои што вклучуваат решавање на задачи на табла. И таму колегите беа креативни и најдоа неколку решенија, како на пример употреба на електронско пенкало со таблет или снимање на лист хартија на кој што ги решаваат задачите, а потоа го скенираат листот и го споделуваат со студентите во електронска форма. Некои дури се решија и да ги решаваат повторно задачите на табла, и тоа да се снимаат и тоа да го споделат со студентите. Единствен проблем кој што не беше решен до крај е со вежбите кои вклучуваат употреба на хардвер. А такви предмети имаме многу на ФЕИТ. Некои можни решенија кои што ги најдовме за овие предмети беше снимање на демонстрациони видеа од страна на професорите и асистентите. Сепак кога ќе се создадат услови за тоа, дел од вежбите ќе треба и студентите да ги направат реално на хардвер кој ќе може да дојде тука на ФЕИТ. Добро е бидејќи прво самата репродукција на материјалите, значи доколку нешто се пропушти на часот, дали на табла напишано, дали кажано, не може тоа истото повторно да се повтори, да има консултации, има некои такви моменти каде што професорите се желни да помогнат, но многу е по-голем распонот, да речем, информацијата кога е онлайн, кога може повеќе пати да се повторува истата, многу поголем број на студенти се опфатени од тоа конкретно предавање. Така што репродукцијата е многу, да речем, една од најголемите предности, но исто така самиот живот на младите и самите активности кои што ги правиме секој ден е многу блиску врзан со интернет, со смартфони, со онлайн живот, да речем, во еден таков екосистем. И мислам дека е многу полесно дел од тој екосистем да биде адаптиран за образование и може многу повеќе студенти да се посветат кон образовниот процес.